Почитуван председател, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Она што можев да го заклучам, читајќи ги материјалите и слушајќи ги излагањата на моите колеги, а и во врска со предложениот закон, е дека на истиот местото не му е во собрание. Апсурдно е да владата на нас, пратениците, ни подметнува спогодба која е на штета на државата и на штета на граѓаните. Имено, додека луѓе ни умираат по болниците, ние овде, наместо да се зафатиме со изнаоѓање начини како да им помогнеме, треба да решаваме матни сделки кои некој предизборно ги ветил и договорил. Фактот дека овој спор помеѓу владата и Мак Петрол трае речиси 20 години, ни покажува дека решавањето на проблемот не е толку едноставен и се остава впечаток дека сега кога се соочуваме со пандемија, кога на сите вниманието ни е насочено кон спасување животи, се изнајдува решение за долгогодишниот спор, а се со цел и овде нешто да се зацкрие и да се протне на мала врата. Значи, во моментов се поставува прашањето како и зошто токму сега паѓа одлуката за спогодба помеѓу засегнатите страни. Веќе пред известно време владата објави дека планира да ги скрати капиталните расходи и да вложи во докуп на сите акции од Гама кои Мак Петрол ги поседува. Расфрлање пари. Ако владата навистина сака да им помогне на граѓаните и да обезбеди природен газ кој тека е потребен, нека повели и за парите со кои планира да ги откупи акциите, нека изгради нов гасовод, а не да се прави инвестиција во стар и дотраен, што дополнително остава сомнеш дека овде нешто се мати. Се поставува прашањето, кој овде ќе има финансиска и политичка корист од оваа богата сделка помеѓу владата и Мак Петрол. Сделка која се прави во едно матно време, пред секога буџетот и економијата се во тешка криза, а за тоа секојдневно сме сведоци и ние и самите граѓани на Република Македонија. Во врска со спогодбата се поставуваат повеќе прашања кои остануваат неразјаснети, а не верувам дека надлежните ќе не удостојат со одговори. За жал, неразјаснета главно ќе остане математиката, каде одат парите од продажбата на гасовод. Имено, гасоводот на кој владата ќе врши откупчини 36 милиони евра, а Заев договорил за 50% од истиот гасовод на Мак Петрол да му исплати скоро 33 милиони. Шемата на корупција е очигледна, бидејќи во договорот, кој бил постигнат во 2019 година, кога Мак Петрол го продава својот дел на владата, таа се согласува дека инвестицијата на Мак Петрол е 18 милиони евра. Сега не даваат објаснување зошто плаќаат 33 милиони. Како и многу други информации, и оваа ќе остане скриена под тепих. Што се спогодиле владата и Мак Петрол, само тие си знаат. А за нас останатите, ни за прашања ќе стојат неразјаснети и неодговорени како веќе споменатите. А и оние од типот зошто Мак Петрол до денес ги користи резервоарите и складиштата на државата без надомест. Исто така се уште не е расчистено кои биле државни, а преминале во сопственост на Мак Петрол. Деценискиот спор помеѓу владата и Мак Петрол и сегашната спогодба која е постигната меѓу двете страни не е ништо друго, туку ист криминал. А фактот дека во спогодбата не е наведена ниту сметката на која ќе легнат парите, го потврдува истото. Кога ќе се размисли добро по сите пресметки, испаѓа дека владата на Република Македонија ќе го почести Мак Петрол со 32 милиони 773.905 евра. Огромна сума пари на граѓаните и сето за фиктивна продажба на акција која што не постои во финансиските извештаи на Мак Петрол. Почитувани граѓани, можете ли да замислите, предпоставите, со овие високи 33 милиони евра, што се може владата на Заев да направи, а да не сгреши? И што е уште поважно, колку со овие пари
може да му се помогне на македонскиот народ. Наместо да се земаат високи заеми, да се прават задолжувања, кои подоцна ќе удрат по и така сиромашниот джеп на граѓаните, овие 33 милиони евра може да се распределат во моментално најзагрозените сектори – здравството, образованието, а овде би ги спомнала и заборавените угостители, кои се принудени да ги затвораат угостителските објекти, а со тоа дополнително голем број на граѓани останат без работа и без основни средства за екзистенција. Овие 33 милиони евра и те како можат да бидат добредојдени воопшто и во целокупната економија. Во здравството нема пари за заштитна медицинска опрема, нема пари за респиратори, нема пари за борба против пандемијата, која безмилосно коси и носи човечки животи, но има пари за Мак Петрол. Во образованието нема пари за компјутер за секое дете. Нема пари за подобрување на условите за работа на наставниците и стручните служби во училиштата. Но има пари за новогодишен пакет, односно подарок за Мак Петрол. И тоа каков подарок? Подарок вреден ни повеќе ни помалку, туку 33 милиони евра. Вака ли владата на Република Македонија ќе му помага на македонскиот народ и до кога приоритет ќе биде криминалот, матните сделки, политичкиот и финансиски профит? Почитувани, нам овде во собранието ни се наметнува долгогодишен спор за кој има толку многу неразјаснети прашања и има прашања кои, иако се очигледни, се туркаат на мала врата за да се зацкријат матните бизниси на засегнатите страни. Ние како пратеници сметам дека не сме ниту компетентни, ниту надлежни да решаваме вакви спорови и затоа, се додека не добиеме одговори на еден куп прашања, ќе стоиме на ставот дека на предлог Законот за решавање на спорот помеѓу владата и Мак Петрол АД Скопје нему е место во собрание и дека нема да поднесуваме никаква одговорност во врска со неговото изгласување. А вие, колеги од владеачкото мнозинство, вие си знаете. Вие учете дали ќе бидете соучесници во оваа матна сделка или еднаш ќе се согласите со опозицијата и заедно ќе му ставиме крај на криминалот во нашата држава, кој е на добар пат да не однесе на лидерското место во регионот и пошироко. Благодарам.